Спорт радио 90,3 продолжуваме со серијалот со гостување на доктор Небојша Настов, травматолог. Веќе во првите две емисии ги дознавте и оние генерални детали за неговата активност, погледнато во светот на спортот, дел од Македонскиот олимписки комитет, од Фудбалската федерација на Македонија и таа улога што ја има практично доктор Настов, но возможно во минатото, а верувам и во иднина, да биде дел од значајни спортски манифестации погледнато надвор од нашава земја. Докторе Настов, денеска малку ќе проговориме за вашите меѓународни искуства. Знаеме дека бевте дел и од програмата што имаше Европскиот олимписки комитет, бевте дел и од младинските игри, па верувам дека тоа само една одлична можност или беше одлична можност за вас да исконтактирате со ваши колеги, исто така врвни лекари во рамките на дело што вие го следите, а тоа е травматологијата, затоа што никој спортист кога ќе слушне травматолог, мислам дека му седи како се на глава. Многу страшно звучи, ама не е толку страшно, да. Да, вам кога се пошегуваме, нели, затоа што во секој случај таму каде што има лошо, има и добро. Ајде, што е добро од искуството што го собравте од тие меѓународни активности? Само да појаснам, значи, јас сум член на здравствената и антидопинг комисијата на Европскиот олимписки комитет и како таков, таму сме 9 души, значи, како таков, во зависност од потребите на самата Европска, на самата здравствена комисија на Европскиот олимписки комитет, се делегираат членови кои што одат и представуваат као главни медицински офицери, значи на одредени збиднувања, значи меѓународни збиднувања. Под ингеренциите на Европскиот олимписки комитет како најголем ивент, како најголемо случување се европските игри, кои што сега ќе бидат четвртите, мислам, или трети европски игри, сега не ме држате за збор, значи кои што беа во Баку, па беа во Минск, сега се трети, значи во Полска, во Краков. Значи, тоа е еден мултиспортско случување во кое што учествуваат сите европски земји и атрактивноста на овие европски игри се зголемува со тоа што сите медалисти добиваат директни квалификации за олимписките игри, што значи дека е начин за да се влезе на олимписките игри. За жал, во европските игри нема колективни спортови, значи тоа се не претежно, него 95% се индивидуални спортови. И заради тоа нема таква популарност као што има, да речеме, големите олимписки игри, каде што имате кошарка, ракомет, фудбал, одбојка и ватерполо. Овдека нема, значи се работи за индивидуални спортови, но секако се работи за случувања кои што, на пример, во Минск имаше некаде околу, ако не се лажам, некаде околу 9000 спортисти, што значи дека се конципирани на истиот принцип како што се конципирани и олимписките игри, значи си постои олимписко село, си постои Европски олимписки комитет кој што сето тоа го надгледува и во дел од тие работи кои што треба да ги надгледува Европскиот олимписки комитет потпаѓа и делот од медицински надзор и антидопинг. За среќа од годинава антидопингот полека, бидејќи потпиша Европскиот олимписки комитет договор со ITA, значи ITA, International Testing Agency, потпиша договор, така да делот на тестирањето веќе се трга од ингеренциите, ова ќе биде само како едно надгледување на самото тестирање антидопинг кој што ќе го изведува таа агенција која што е лоцирана во Швајцарија. И заради тоа ни останува малце повеќе простор да обрнеме внимание на овој медицински дел, значи на конципирањето на организацијата на медицинската служба и тоа е должност на тој главен медицински офицер кој што доаѓа. Моите искуства беа, значи, као главен медицински офицер на зимскиот младински олимписки фестивал во Сараево и во летниот минатата година во Банска Бистрица, значи во Словачка, каде што повторно беа организирани, значи, младински игри, тоа е за спортисти до 18 годишна возраст, и тоа си има одредени своји специфики затоа што се работи за малолетни лица и мора да внимавате заради тоа што се малолетни не може да дадат сами за себе согласност и малце ја комплицира целата работа во однос на медицинската нега, третманот, па и антидопингот, заради тоа што ако антидопингот се однесува на
давање на примерок од урина, тогаш не е никаков проблем, но доколку има потреба, а има потреба заради тоа што плановите се секогаш толку примероци зазимаат урина, толку крв, значи ако треба крв, тогаш треба посебна дозвола од родител, треба посебна дозвола од старател или некој што е назначен да може да даде одобрение за да се извади крв, бидејќи вадењето на крв представува инвазивна процедура. Така да генерално искуствата се во секој случај за мене добре дојдени, заради тоа што не сум се, значи ако доколку и сум учествувал во организација на некакви случувања каде што се полнолетни спортисти, посебно ова беше интересно затоа што се малолетни и тука треба да внимавате на сите тие специфики кои што ги носат со, да условно да кажам, децата со себе. А доктор Настов, дали вие предходно пред тие игри имате обврски наметнати од страна на Европскиот олимписки комитет, видете. да бидете таму, пример, да определите простори во кои Видете, ќе се значи лекува... во ингеренциите на главниот медицински офицер на такви збиднувања, значи на такви ивенти, значи почнуваат со самото потпишување на договорот помеѓу Европскиот олимписки комитет и градот домаќин. Значи во зависност од димензионирањето на игрите, значи потпишувањето е најкасно 3 години пред самиот ивент, пред самиот случување, а најрано е 5 години, као што, односно 4 години као што беше за Краков. Што значи дека по потпишувањето на договорите помеѓу Европскиот олимписки комитет како организатор и градот домаќин, односно државата домаќин, после тоа задача на секој, значи затоа што се формираат така наречени координациони комисии. Значи, координационата комисија е комисија која што е врската помеѓу Европскиот олимписки комитет и градот домаќин. Координационата комисија подразбира дека треба да се координираат сите детали во однос на организацијата. Значи, тргнувајќи од пристигање и транспорт на спортистите и делегациите, преку исхрана, преку сместување, преку кетерингот на местото на спортските борилишта, изградбата на спортските борилишта, значи опремувањето на спортските борилишта, транспортот помеѓу спортските борилишта, значи сето тоа е под контрола на таа координациона комисија. Во склоп на тоа и медицинскиот аспект, што значи организацијата на медицинската служба, значи кој ќе ја пружа таа служба, кој има право да помогне, посебно со спецификите дека се работи за деца, дали смеат докторите од тимовите да работат во таа одредена држава. Лекарствата кои што они смеат да ги увезат во одредената држава, затоа што секоја држава има своја различна легислатива, одредени лекарства можете да внесете слободно, значи да речеме во Словачка, но во Белорусија се забранети, па не смеете. Што значи дека тоа сите тие координации идат преку главниот медицински офицер као член на координационата комисија и така наречената медицинска комисија од страна на домаќинот. Значи тоа се состаноци, тоа се и посети на сите тие борилишта, па одредување на собите каде што ќе се изведува антидопинг тестирањето, одредување на шапероните, односно оние кои што ќе ги развезуваат, кои што ќе ги известуваат спортистите кои што треба. Значи тоа е огромна една организација која што во најмалку трае 3 години, понекогаш и 5. Ако дојде до повреда на дел од спортистите, да, така некоја посериозна, тоа е под ваша ингеренција? Не, како... значи работата на медицинскиот офицер не е да он третира или да лекува, значи он е за да организира, за тоа се спроведе онака како што треба, но секако да биде исполнет минимумот на барањата на Европскиот олимписки комитет. Затоа што видите, не е исто ако игрите ви се држат, да речеме сега, да не ги класифицирам држави, ама не е исто ако игрите ви се држат во, да пример, во Македонија и ви се држат во Финска. Значи, не смее да има разлика во третманот нити во Македонија, нити во Финска, без оглед на разликите во здравствениот систем, разликите во условно кажано и богатството на државата и сите тие работи. Значи, мора истото ниво на услуги да биде и во Шведска, и во Данска, и во Македонија, и во Босна, и во Црна Гора, и во Андора. Разбирате, значи задачата на тој медицински офицер е да се погрижи да нивото на услуги биде на исто ниво као било каде во свет. А дали може да се вклучите вие во тој процес на лекување на повредени спортисти? Не, по правило не, заради тоа што се знае дека секоја земја си ги штити, значи има посебни правила, значи посебни лиценци за работа, значи вие како странски доктор не можете да работите во било која држава доколку немате лиценца, што значи дека не можете да се вклучите воопшто во третманот. Постојат одредени, условно кажано, силни олимписки комитети, као што се америчките и што знам,
француски, германски, јапонски, кои што генерално вазат, условно кажано така, провизиони лиценци и кои што им дозволуваат на нивните лекари да учествуваат во третманот, ама тоа е многу сложено и тоа претежно се прави муабет за репрезентации, односно тимови кои што бројат по 2-3 спортисти, ме разбирате, тоа е сепак нешто друго. А задолжително е ако се повреди некој спортист на тие младински игри да биде хоспитализиран во објектите кои што имат, се предпоставувам, специјално само за објектите се одредуваат однапред и за тоа се сите тие посети, сите тие услови, како они ќе дојдат, како ќе пристапат, кој ќе ги пречека, значи посебни соби, значи они се во склоп на веќе постоечките болници, но мора да имаат посебен влез, мора да имаат приоритет за влегување, значи, мора да имаат посебни во склоп на болниците, не се градат нови болници. Не да се градат, меѓутоа можеби монтажни некој да се направи. Значи генерално на самиот стадион, на самите борилишта секако има некакви амбуланти, некакви простори за медицински персонал, така да генерално само тие треба да се доведат до оние стандарди кои што ги бара Европскиот олимписки комитет. А дали вие како главен или лековме шеф на тоа учествувате и во составувањето на тимовите кои подоцна ќе работат? Да, значи дали добивате евентуално список? Ние во однос на тимовите од каков тип на доктори ќе биде составен, односно каков тип на персонал ќе има во тимот. Таму. Ама не можеме ние поединечно по име затоа што не ги познаваме, али генерално ние кажуваме треба да има еден доктор, специјалност ургентна медицина, треба да има еден техничар, треба да има еден шофер, треба да има еден транспортер. Значи составот на тимовите ние го одредуваме, а поименично тоа си е работа на организаторот, но они гарантираат дека сите тие кои што они ќе ги стават, ги исполнуваат оние услови кои што ние сме ги побарале однапред. Да, тоа е многу интересно да знаеме кој ги одредува тие. Значи правилата и кој ќе учествува во тимовите одредува Европскиот олимписки, односно медицинската и здравствена комисија на Европскиот олимписки комитет. А врз основа на планот што е направен и како би изгледала таа база, нели? Да, значи се знае, например правиме муабет сега ако се спортови поризични за повредување, правиме муабет сега за зимски спортови. Значи ако е скијање, условот е да има минимум 2 возила на место. Значи минимум 2 возила и минимум до достапност да биде 7 до 10 минути до најблиската установа каде што може да се хоспитализира. Сакам да кажам дека минимум 2, значи на алпското скијање секогаш има 2 со тоа што на пола од стазата секогаш има она служба со санки која што може, значи тоа е веќе као трето возило. Така на спортови кои што се помалци изложени, да речеме на брзо лизгање условно кажано, немате потреба од 2 или 3 возила, значи имате потреба само од едно возило. Така да сето тоа се однапред изработени протоколи кои што треба да се исконтролира дали ќе се спроведат или не. Некои релации со некои од ваши колеги од други земји, верувам сте воспоставиле на тие младенски европски игри, било каде што сте биле надвор, па да сте останали до сега? Па генерално луѓето кои што се занимаваат со оваа работа, ние и се знаеме малтене, заради тоа што и од посети на конгреси, и од посети на такви состаноци на кои што се гледаме ние редовно, да речеме, значи ние сме тие луѓе кои што се знаеме меѓу себе и нормално дека комуницираме, значи како да кажам, значи во здравствената комисија на Европскиот комитет претседателот е германец, например, имаме норвежани, имаме швеѓани, имаме естонци, имаме хрвати, има и срби, има се што има унутра, така да генерално седиштето на Европскиот е во Рим, логично е кој идеме на состаноци одиме во Рим, па оние луѓе кои што работат у канцеларијата се тие што се, така да генерално се тоа некои комуникации кои што се воспоставуваат и траат. А има ли некакво ограничување во кој период евентуално можете да бидете ангажирани од страна на Интернационалниот олимписки комитет? На Европскиот, пошто добро, мислам воопшто некој има мандат, има комисијата има мандат, значи мандатите се 4 години. Мене ми е втор мандат, значи така да генерално ќе завршите со овој, да. 4 години ќе па имам уште валјда 2,5 години. Да, значи продолжението е всушност уште може да биде и трети, може да биде и четврти мандат, тоа се зависи од проценката на претседателот на комисијата и претседателот на Европскиот олимписки комитет, зашто они се тие кои што ви го нудат мандатот, значи не можете вие по дефолт сакам да останам и ќе останам, него поентата треба да ви биде понудено. Значи за секои игри, бидејќи говориме тука тоа е веќе делегирање од составот на комисијата, се делегираат луѓе. Да.
Добре, тоа значи Македонија има во континуитет. Па веќе да. Во тој дел во името на доктор Небојша Настов, травматолог. Слушавте почитувани уште една емисија во која говоревме малку за меѓународните искуства што ги има докторот Настов, кој знаете е дел од Македонскиот олимписки комитет и фудбалската федерација на нашава земја или фудбалската репрезентација. Ке имаме уште една емисија. Слушајте Спортско радио 90,3.